Кој и како може да го разреши председателот на судскиот совет? Ова прашање досега не беше јасно прецизирано во законот, што се покажа како проблем, кога мнозинството членови на советот ја разрешија Весна Адамева од председателската функција, а подоцна судот оцени дека таквата одлука била незаконска. Сега Министерството за правда предлага ново законско решение кое треба да стави ред во оваа постапка, а за разрешување на председателот на судски ќе бидат потребни 8 гласа од членовите. Според предлогот би требало да се избегнат идни правни недоречености околу легитимноста на ваквите одлуки. Се предвидува јавност во постапката и таа не смее да биде исклучена во ниеден случај. Постапката за разрешување од функцијата председател или заменик председател се поведува од најмалку 4 члена, а одлуката за разрешување се носи со најмалку 8 гласа. Против одлуката за разрешување на председателот, односно заменик председателот, дозволено е право на тужба до Управниот суд, соопшти од Министерството за правда. Според новиот закон за судски, конечно ќе се регулира и терминот истакнат правник, односно јасно ќе бидат прецизирани критериумите за членовите на советот кои ги бира собранието. Да биде дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство, со положен правосуден испит или универзитетски професори со стаж од најмалку 7 години. И членовите на судскиот совет учествувале во изготвување на законот, а како што кажа председателот Камбовски, со некои предлози се согласуваат, со некои не, но смета дека конечно треба да се дефинира терминот истакнат правник. Да се дефинира оно што стално е актуелно во јавноста, што е тој истакнат правник. Мислам дека сега со овој закон до некаде колку е тоа можно ќе се успее да се каже што е тоа истакнат правник. Односно да се дадат некои критериуми. Од СДСМ вела дека власта упорно доцни со спроведување на активностите од реформската агенда за правосудството. Од предвидените реформски закони, Министерството за правда стави само 4 на ЕНЕР, а тие допрва треба да ги усвои владата, па да се достават и до собранието. Зошто министерот Филков толку го договлекува реформскиот процес, иако рокот е до јуни? Министерот за правда тврди дека ќе се испочитуваат роковите од реформската агенда, обвинувањата на СДСМ смета дека се целосно неточни. Опозицијската партија вели е последна која има право да зборува за реформи во правосудството. Дел од законите веќе се на ЕНЕР во фаза на јавна консултација. Во план и подготовка се уште 13 закони. Тамара Дичевска, Сител телевизија.